Да гостин во студиото токму на оваа тема за пресудата на премиерот Зоран Заев во случајот подкуп е Ване Андреев, еден од неговите адвокати. И со нас е нашата колешка Гордана Дувњак, која што го следеше овој процес. Господин Андреев, јас би сакал да ве прашам, она што мене лично ми предизвика внимание беше изјавата на премиерот Зоран Заев дека судството се променило и дека во тоа можат и самите медиуми да се уверат. Настрана од тоа што вие сте негов правен застапник, како правник, дали таа промена ја забележавте во текот на процесот и што е тоа што е променето во судството? Така. Еве, сега благодарам на поканата. За прв пат процесот на некој начин доби свој крај, доби пресуда и ние како бранители можеме малку повише да елаборираме и да се произнесеме за процесот. Значи, неблагодарно беше до сега да изнесуваме факти и моменти за целиот процес, но сметам дека денес судот докажа дека има суди кои што работат согласно законот, ги гледат доказите, ја спроведуваат постапката и на некој начин судијата станува судија. Господине Андреев, колку за одбраната ваквата пресуда беше логична и очекувана? Така. Значи, многу беше логично да се добие таква пресуда. Уште од самиот почеток, значи уште во воведните говори на целиот тој процес, ние како одбрана јасно се произнесовме дека самиот тој обвинителен акт и самото битие како што е поставено, согласно законот и да нема докази и да не се докажуваме, не може да обстојува. Зошто? Значи, во самото битие на обвинение беа изнесени факти и аргументи кои што се спротивни на закон. Ќе појаснам. Е изнесено дека Ада конзервна фабрика е корисник на земјиштето, кое што наводно се требало да се приватизира, и е приложен имотен лист. Кога ќе се увиди во имотниот лист, се гледа дека корисник не е Ада конзервна фабрика, која што е во собственост на Иван Николов, неви сведокот, туку е во корисник е АДМС Зикструмица до плодно поле Хамзали, значи фирма која што е изгасната во стечена постапка. Значи, самото по себе не кореспондира со докладот. А битијата кои што беа наведени во самото обвинение, исто беа во спротивност со законот. Беше наведено дека наводно господинот Заев, мислам сега премиеров, преземал действија што не ги презема. Јасна е целта зашто е тоа така наведено, да му се стави на терет потешко дело и да бидат применети посебни истражни мерки. А плюс беше применет без да самото обвинителство внимава на ставот 5 од истиот закон, каде што вика противправно одземените пари се враќаат. Нема пари, нема незаконити действија. И сметаме дека самото обвинителство ги свати тие моменти и таа нелогичност на целото обвинение. Мислите дека тоа беше и причина што подоцна дојде и до преквалификување на делото? Видите, ја преквалификувањето го гледам некој начин да обвинителството, како да кажеме, се проба да се фати за сламка. За мене најкоректно би било обвинителството да се повлече и тоа проценката на обвинителството да обстои во обвинение. Зашто го велам тоа? Од една страна за цело време се изведуваат докази со кои што сака да се докаже дека обвинетиот Заев преземал действија кои што не смел да ги преземе. И целата постапка ја води во тој дел. За да на крај преквалификува дека обвинетиот Заев преземал действија што би смел да ги преземе, сега пак... Така да појаснеме, значи... И тоа е народски кажано, сега Заев, демек, ги подбутнал да работиве. Да и таа преквалификација уште повеќе не обстојува. Значи барал, а не му бил даден подкуп. Не, видете, прво му се ставаше на терет дека земал подкуп. Не земал подкуп, него преземал действија што не смел да ги превземе. Так. Тоа е утежнителен став и минимална казна е 4 години па нагоре. Так. А ставот кој што направи преквалификација е дека обвинетиот Заев превземал действија кои што и така бил должен да ги превзема. Тоа народски кажано е убрзување на работите. Меѓутоа, немаше нити еден доказ дека и тоа го правил. Дури кога побаравме увид во тие докази, се гледа дека истите се запрени, дека се постапува согласно закон, дека Заев го тужи и ја тужи конзервна фабрика за неплатени давачки. Која е логиката да презема действија или да ги убрзува кога он ги на некој начин
ги поттикнувал да се работи разреши согласно целата законот. ситуација. Да. Така е. Многу прашина се крена околу снимката од посебните истражни се, мерки. така. Па дури вака и во народот многу се зборуваше и анегдоти почна 1 евро за вицето, 1 за црквата. така. Да Видите, појаснеме прво Ќе ви околу појаснам. суштината на снимката. Снимките ги создава, мислам, ги снима најпрвин органот кој што ја води таа постапка со сведокот заштитениот сведок или сведокот Иван Николов, кој што не е јавно обелоденет. И тие снимки се исклучува кај органите на МВР. Во таа постапка, кога доаѓа пред поведување на кривична пријава, кога имаме постапка пред јавното обвинителство, органите на МВР ги предават снимките во јавното обвинителство, во конкретниот случај во обвинителство за организиран криминал. И тие снимки одеднаш протекоа. Сега, многу е јасно кој ги пуштил во протек. Или од МВР, или од обвинителството. Друг нема. Ние не ги поседуваме. Да, тоа денеска и господинот која е Заев нелогичноста рече на дека сето не е тоа? кај Од една страна сакаше да му се стави на Заев, обвинение дека за подкуп, дека требало да земе пари, а во изјавата свидетелот кажа па тие пари ја ги немав, требаше да земам кредит, да ги дадам или И слично. не планирав никогаш да ги дадам, ниту да ги дадам. Да. Замислите, во една таква акција, на политичка акција, кај обвинителот Заев малку се создало простор дека он би зел пари. Полицијата тие пари во секундата би ги дала како обележени. Тоа се пари кои што не мора да ги обезбеди сведокот кој што носи камери и е озвучен. Тие се пари кои ги дават и органите. Јасни се постапките на Колку за полицијата. одбраната е чуден и моментот што после еден месец од наводниот кривичен настан сведокот го пријавил делот. Па не е последен месец, тоа ако се добро анализира, тоа трае повише месеци. Он пријавува, па снима, па пак снима, па пак снима, па закажува разговори. Мислам, тоа е еден очајнички обид да се мести. И кога во целост ќе се види снимката, јасно ќе се утврди на кој начин сведокот се мачи да го наведе Заев на некој таков момент. Тука имаме една ситуација кога Заев упорно пропагираше дајте помогнете за храмот, значи секој граѓанин на уплатницата на сметката добива и уплатници за помош на храмот. Значи таа беше една малку поагресивна кампања, како да кажеме, за помош за храмот. И тоа го пласираше господин Заев како тогашен градоначалник и до самите фирми. Значи, дајте, помогнете колку можете. Значи, тоа е апел. И он го кажува во сите негови, а тоа е колку која фирма ќе даде, тоа е меѓу него и Господ. Значи, кој колку сака, толку ќе даде. А тоа двојни евра, тоа е во сосем друга смисла. Значи, 1 евро ќе уплатам таму преку сметка, па или преку вице, а нема све на снимките. Сега неблагодарно е добивам дека сведокот... Кажете ми, која се. има сега интегралната сметка и Снимката и дали таа може да се Зашто се гледаше на затворено рочиште практично. Така, видете, значи ние имавме барање да се јавно слуша од медиумите. Меѓутоа, согласно законот, тоа е снимкот посебна истражна мерка и е за ограничена употреба само пред органите на судот. Затоа и беше обжалено од обвинителството и со решение на апелациониот суд укинато тоа решение. Кои се тие 3 дела што не достигаат во снимката? Па не достига појаснувањето. Појаснувањето во смисла кога се вика 1 евро таму, 1 евро таму. Сега секој граѓанин би се запрашал зашто е двојње на тие евра. Двојњето е на сведокот нонстоп монтирал така разговор да од ВМРО него увидат дека он давал пари. Да не се увиде дека Демек и во Сочевалиев или таа фирма давала помош и ќе имал проблеми. И сега како да го прикривам тоа давање? Преку Вице, па преку Заев. Значи Заев кога вика 1 евро на мене и вика утре ќе видиш од мојата трансакцијска сметка, тие пари што си ми ги дал, се уплатени за бетон, за цемент и за слично. Значи тоа што он цело време сака да го појасни, а народот не може да го види. Значи самото криење
од тогашната власт. Демек новините ја не може да смеат да ме дознаат, го наведува Заев на тој разговор, а пред народот се создаде друга фама дека тоа се двои некое делење на И пари. дека на тој начин тогашниот градоначалник ги рекетирал фирмите во Ја Струмица. мислам дека струмичкиот градоначалник во тоа време и во секој ден денес се познат како човек кој што помага, не да рекетира. Мислам, дури имаше и истрага, и он има една посебна тетрадка која се заведува каде на кој што помага и така да мислам тоа е. Екс-премиерот Никола Груевски, ВМРО ДПМН, во повеќе наврати обвинуваа дека овој предмет има посебен третман пред судовите, па дека има привилегиран статус. Дали вие како одбрана гледавте дека на некој начин имате работа со привилегиран клиент, кој што сега судот му дава можности кои што во другите постапки ги немаат? Напротив, значи овој предмет за цело време имаше третман на предмет кој што упорно се сакаше да се докаже нешто што не постои. Пак ќе се навртам. Замислете, во таква акција, каде што е вклучена полицијата, да сега на крај на судење сведокот каже ја немав пари, затоа не му давав и немаше да му дадам. Замислите. Да само во еден момент Заев да кажал дај пари. Полицијата тоа го обезбедува во секунда. Мислам, на секој човек му остава Тоа јасно. го отвара прашањето и за во други случаи околу логата на тие агенти провокатори. Или заштитени Или сведоци. заштитени така е. сведоци. Видите, имавме искуствено, да кажем, ја како бранител во тие процеси, кои што, така да се каже, беа процеси, да не ги наречам монтирани, дојдов до еден заклучок да кажем дека во тие процеси не треба адвокат. Не треба одбрана, не треба ништо. Едноставно, дури како што беше кривичната пријава напишана од МВР, со истите печатни грешки ја имаше во обвинителство, со истите печатни грешки во пресудата. Значи се правеше само едно копи-пасте, со стикови се пренесувал текстот. Што сакаме да кажеме? Сумел искуствено, кога се поставува прашање на заштитен сведок и кога тој заштитен сведок се збуни на некој начин. И иако заматена снимка се гледа како го тргнуваат, па како наседнува друг очигледно некој полицаец или било кој што седи до него и како он продолжува да одговара. И диалектот му е различен, и гласот и све. Значи, имаме искуствено безброј На злоупотреба на заштитните и загрозени ние немаме сведоци. никаква контрола на тоа. Кажете ми денеска ВМРО ДПМН коментира и обвинија дека еве сега ова значи дека судот по втор пат го аболицира премиерот Заев. Не, мислам дека Имате ли денес... коментар на ова? Па не знам од што да се аболицира, мислам. Ја пак ќе кажам, не знам каде го видоа они до сега тоа дело, каде видоа едно незаконито постапување за да се аболицира. Значи, каде се парите кои што треба да ги Заев да ги врати? Кои пари ги зел за го обвинува за тоа дело? Да. А во во меѓувреме тој конкретниот доби случај кривична нема. пријава и за друго дело. Денеска од Левица конкретно известија дека веќе поднеле кривична пријава против премиерот Заев за загрозување на уставниот поредок со, како што велат, во процесот на преговори со Грција и изнесување на позиција, односно ставајќи ја Македонија во подредена позиција. Како тоа го коментирате веќе го негов? Тек не сум ја видел пријавата, се пропатително доли вас слушнав, мислам тоа се преговори, тоа се ангажмани на премиери, на министри, колку што знам. Ќе се вратам на Тоа е- предметот подкуп. Кажете ми, очекувате ли дека обвинителството ќе обжали пресудата? Па, нормална реакција е тоа, мислам, обвинителството скоро секој пат поднесува жалба кога има ослободителна пресуда. Дали, ја кажав на почетокот, кога немаше доблест да се повлече, проба да импровизира нешто обвинителството, меѓутоа таа импровизација стана уште по-неодржлива. Така да, и постапката за жалба би била еден, така се каже, чин кој што еве, ја поднесувам, па Во времето кога се отвори овој случај, тогаш Заев најави контратужба. не Докаде е тој предмет? Поведена Дали постапка, воопшто е да. отворен предметот?
од наша страна се доставени кривични пријави токму за ова, За лажно пријавување? не за лажно пријавување, него за снимките кои што се дадени, за злоупотреби, за начинот нели на кој што е водена таа постапка. Да, меѓутоа и колку што се сеќавам, не ме држате за збор дека имаше и за сведокот во тоа време најавена. Да, против Тужба. него е, да. Тоа е, во истата пријава се опфатени обвинителот и сведокот и сите, така да имаме известување дека сега е процесирано, па да видиме до каде ќе стане. Ке видите. На крај ќе ве прашам нешто лично. Поранишниот прв човек на адвокатската комора, Никола Додевски, барем во медиумите беше нарекуван како човек партиски адвокат и човек на ВМРО. Дали вие нема да ја добиете истата етикета Така, дека сте партиски адвокат на СДСМ и личен адвокат на ЗАЕФ? Значи вака, сега јас сум адвокат за било кој граѓанин кој што ќе дојде, но што мојата адвокатска канцеларија застапува повеќе луѓе, значи ја никој пат не знам некој кој ќе дојде во моја канцеларија дали е ВМРО или СДС. Дури можам да кажам повеќе имам странки од ВМРО, не знам се, за тоа не би нити го прашувам, нити ме интересира. Така да, а за комората тоа беше сосем случајно. Имаше избор нели на ова како се вика на председател, нов председател. Ја ниту сум заинтересиран за председател, ниту станав председател. Едноставно бев предложен од некоја влеговте во управниот во управен одбор, така, како мислам влегува колку таму 17 членови. Беше неблагодарно и тоа да го одбијам. Еве нека сум, па не дали штета. А за тоа како партиски адвокат и кажи го. Што беше пресуда? Па ја не сум- Личката линија со и Видите, јас сум познанството со адвокат со ЗАЕФ? ЗАЕФ од секој пат. Значи, уште во Глобал, уште од секој пат сум бранил. Кога стана градоначелник, така и почна нашата соработка. Значи, имаш ли предрасуди да ме браниш како градоначелник? Баш тоа ја викам, вие ќе ме плаќате, ќе ме плаќам, немам предрасуди. Јас сум адвокат и ве бранам. Така да, сега, тоа народот го доживува како адвокат на ЕЗС. Ја не знам која функција имам во Ви ЕЗС. се обраќа така адвокатот на ЗАЕФ? Така, да. Тоа е. Али тоа е лично доживувам, сметам, на секој човек, така да нити сум во било кој орган, нити во било кое тело од СДС, нити било каква функција имам заемено од СДС, мислам, буквално тоа може да се провери, така да сметам дека како адвокат професионално ја вршам работа и така ви продолжи понатаму. Ви благодарам за денешното учество. А пред да го одјавиме гостинот, да она што е пракса во студио 1, ние ви подаруваме книга од нашата Санта Аргирова, еден политички роман, кој што се надевам дека Политички трилер. Да, политички трилер. Ќе ви биде интересен за читање. Ви благодарам што бевте гостин во студио 1, а по кратката пауза ние продолжуваме со останатите содржини предвидени за денеска.